Na koliko načini može da se izbera 5 nepodredeni elementi od množеството što ги содржи елементите A, B i C. Ova zadaća je klasičan primjer na kombinaciji со повторување. Зашто се комбинации бидејќи имаме некакви неподредени елементи? Зашто се со повторување? Веќе избираме од 3 елементи, а треба да избереме 5. Мора некои од елементите да ни се повторуваат. Според формулата имаме комбинации со повторување, затоа со црта ќе ги ставам. Колку различни елементи имаме? N, E3. Колку избираме? R, 5. Имаме 3, 5. Како беше формула? N плюс R минус 1, 3 плюс 5 минус 1 над што? 3 плюс 5 минус 1 над N минус 1, во случајот е 3 минус 1. Тоа имаме 3 плюс 5 е 8 минус 1, 7 над 2. Тоа е 7 факторијал, врз 7 минус 2 е 5, 5 факторијал, по 2 факторијал. Значи 7 имаме во именото 7 плюс 2 факторијал, по 2 факторијал. 7 факторијал е 5 факторијал, по 6 по 7. Имаме 5 факторијал, по 2 факторијал 5. 2, 5 со 5 се кратат, 2 со 6 се крати, 1, 3 по 7 е 21. Што значи ова со повторување? Пример имаме 3А, 1Б, 1С. Имаме една од комбинациите е таа. Е битно место. Имаме 2А, 2Б, 1С. Имаме 5С и така натака. Ова задача може да ја решите и како, ако направите аналогија на задачата со кутиите. Вториот начин на решавање на оваа задача е користејќи аналогијата со задачата со кутиите. Ако кутиите ги означам со А, Б, Б и С, и земаме една ваква низа, колку елементи треба да изберам? Треба 5. И овие 5 треба да ги поделам во 3 различни кути. Колку ќе ми бидат кутијата А, колку во кутијата Б, колку во кутијата С, односно колку ќе имам А, колку ќе имам Б, колку ќе имам С, во тие 5, повторувам, неподредени елементи. За таа цел да ги разделам овие, условно кажеме 3 кутии, кутиите А, Б и С, потребно ќе ми бидат уште две места кои ги користам за преградите. Проблемот се сведува на избор каде да ги ставам овие прегради или каде да ги ставам кучината, најде да одаме со преградите. Кога ги ставам овие преградите, тогаш на колку начини ова можам да направам, ако ова е исто помеѓу ова и ова. Па на еден начин. Доволно е од 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 места да изберам две на кои ќе ги ставам овие преградки. Добро. Што ми значи ова поделба тука, ова низа, што ми значи на една комбинација? Ова ми означува дека ќе земам 2А, 2Б и 1 С. Ова ми означува пермутацијата А. Како сакате тука поставиме? Б и С. Знаете да може да решите и вака. Гледате, добивате истото, кое што може да добиете и со формула.